Во денешното издание на емисијата Култ култура, мој соговорник е Калена Малеска, професор на катедрата за англиска книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Разговараме за функционалната писменост, за новите предизвици во наставниот процес, за преведувачката дејност, за врсничкото насилство. Добар ден. Добар ден. Во изминатиот период работевте на нов проект, станува збор за потикнување функционална писменост во наставата. Новиот проект соработувавте со 23 соработници од различни сфери на наставниот процес. Би ве замолила наков со кои се клучните аспекти кои ги загатнува овој проект, инаку станува збор за електронско издание на Филолошкиот факултет Блаже Конески. Првично, некоја идеја, иницијатива имав јас како потикната од она што го гледам околу себе во образованието кај нас, така што сметав дека е многу важно да се можеби испромовираат по инакви начини на предавање, на држање часови, држање настава и така натаму, и дека би било убаво да има соработка со поширок круг луѓе кои што доаѓаат од сите нивоа на образование, бидејќи мислам дека сите сме во својата работа некако ограничени на она што го работиме и доста малку имаме представа за тоа како се одвиваат работите во другите области. Поради тоа се договоривме со една група така исто ентузијасти од Филолошкиот факултет, колеги и колешки, да ја прошириме соработката и со наши колеги и колешки од основното и средното образование. Па така исконтактиравме една поголема група луѓе кои што покажа интерес да се вклучат во ваков проект. Работевме на терен, односно со колегите и колешките од основното и средното образование. Зборувавме за тоа сите заедно да направиме активности, да обмислиме активности кои што ќе ја промовираат повеќе функционалната писменост, значи како некој контраст на оние класични предавања каде што професорот зборува, каде што учениците се пасивни и слушаат, значи еден друг вид на, да речеме, активности и тие ги вклучија, односно ги презентираа, да речем, на нивните часови, ги имплементираа во еден извесен период, па направивме едно тестирање пред да ги имплементираат и после имплементирањето на тие активности, така што е некој подолг процес што се одвиваше во повеќе фази. На крај од таа цела соработка сметавме дека ќе произлезат интересни материјали кои што се надеваме дека ќе бидат од помош во смисла на давање идеи, давање инспирација, не дека треба да се следат буквално како што се дадени, значи активности во смисла планови за часови. Прилагодување кои што секој може индивидуално да ги применува во наставата. Да, во зависност од тоа нели што му е важно во наставата, па во таа смисла така е замислено во издание, книгата да биде некој вид на поттик за идеи во насока на повеќе активно вклучување на учениците и студентите во наставата. Што конкретно подразбирате под терминот функционална писменост? Вака од истражувањата, да речам, глобални, онаму каде што се спроведува, главната работа се темели на тоа дека функционалната писменост значи потикнување на, да речеме, аргументирано размислување, критичко размислување, но се многу важни, еве гледам и на повеќе семинари, во повеќе книги што се резултат на истражување, дека се спомнува многу и она димензија на социјализирање и психолошка димензија, во смисла на тоа дека за функционална писменост, како дел од функционална писменост, е многу важно да се воспостави една позитивна атмосфера на часовите, каде што учениците ќе се чувствуваат безбедно, односно нема она наставникот ги кара или им вика и така натаму, па ги заплашува и слично. И исто така... Споменувате и на едно место, сведоци сме дека термините интердисциплинарност, критичко размислување на еден начин станаа флоскули денес. Да, тоа ми беше страв и затоа мислам дека и доста внимание обративме на тоа, затоа што тие се повторуваат цело време. Критичко размислување, аргументирање веќе денес многу често се користат,
Ама ако не се применуваат во практика, ништо не значи. Практично празна реторика би било тоа. И некако книгата сакавме тоа да го фокусира, да се фокусира на тоа со тоа што ќе даде практични, пак ќе кажам, некој вид на совети или насоки за тоа како може да се подготват часови кои што ќе ги вклучат овие елементи, да не биде само критичко размислување, аргументирање на што е тоа, туку на конкретна наставна единица, без сега ние се фокусиравме нели на јазик и книжевност, но ова би важело и ние сакаме понатаму да го прошириме буквално на сите предмети што се предаваат без огледал, историја, географија, физика и така натаму. Сега во оваа книга ние се фокусираме што значи тоа, јас бидејќи предавам книжевност, можам од таму пример да дадам, да не биде наставникот зборува за тоа зошто некое дело е важно или зошто некој писател е важен, туку да им даде на учениците да прочитаат и сега некои различни активности, прашања, подпрашања во врска со дадена песна или расказ или роман и така натаму, и постепено да се оди низ извадоци за да се поттикне интересот на учениците да го прочитаат целото дело. Значи, она барање на еден час да дојдете со цел роман прочитан и само прераскажан, не ја поттикнува функционалната писменост. Значи, тука многу повеќе слобода треба да се даде. И кога станува збор за интерпретациите на едно книжевно дело, вие споменувате дека не може да важи истиот принцип како во минатото, што сакал писателот да каже. Туку треба се даде една слобода во толкувањето на едно книжевно дело и слободата сите да го искажат своето мислење. Да, и тоа мислам одамна го застапувам тоа. Тоа беше некој доминантен начин на, да речеме, на толкување на книжевен текст, иако јас мислам и кога учев дека и тогаш ми беше нешто сомнително околу тоа дека тоа е единствен начин. Да, бидејќи секако дека наставникот е тој кој што може да каже во даден контекст зошто е важно некое дело. Сега учениците не може да го знаат тоа без да речеме да имаат некое предзнаење за историјата на книжевноста. Ама она што се обидувам јас да го кажам тука и такви примери беа оние кои што јас ги давам во книгата се дека може да се почне со тоа што учениците ќе дојдат со нешто што е прочитано и ќе се остави слободно да поставуваат прашања да го кажат своето мислење. И практично со прашањата потоа наставникот да им објасни зошто е важно, бидејќи мислам дека многу се наметнува тоа однапред ќе се каже тоа и тоа дело е многу важно во македонската литература. А гледам дека дел од учениците може би го доживуваат како тешко ми беше за читање, може би здодевно би беше, ликовите не ми се допадна, може би се себични. Значи, многу тоа што е дивна реалност. Да, и во таа смисла дека да биде дозволено тоа да се каже, бидејќи имам впечаток дека некако таков тип на пристап не се прифаќаат тие мислења. Туку да се изслушаат тие мислење зошто така размислуваат и нели потоа може да се објасни. Важно е, можеби намерно се ликовите себични, нели тоа може да го каже наставникот, ама кога однапред тргнува со дадени некои, да речам, од историјата на книжевноста веќе утврдени норми и не дозволува учениците сами да размислуваат, тогаш се, како да кажам, се задушува критичкото размислување. Во проектот за функционалната писменост вие го загатнувате и прашањето за врсничкото насилство. Да, затоа што тоа еве и ќе кажам и мое лично искуство и со моите деца и така. Мислам дека е многу травматично и сигурно е многу травматично за секој што е, да речам, што бил мета, нели, цел на врсничко насилство. И во контекст на она што го спомна со функционалната писменост, дека е важно тоа воспоставување на некоја безбедна средина. Мислам дека во таа смисла врсничкото насилство треба многу повеќе да му се обраќа внимание во наставата, дури конкретни активности кои што ги предлагаме во книгата за оние оперативни планови, наставни планови, дури има вежби. Значи, како да се сврти вниманието на
негативните последици од врсничкото насилство низ учење на, не знам, пак ќе кажам, различни предмети, без оглед дали е географија, историја, физика, уметност и така натаму. Вие сте авторка на повеќе книжевни дела кои се преведени на повеќе светски јазици, меѓутоа во вашиот книжевен опус се вбројуваат и голем број преводи на македонски јазик. Дали доволно се вреднува преведувачката дејност? Бев на една конференција пред неколку години, меѓународна конференција за превод, и таму зборуваа луѓе од различни земји. Сега да речеме се сеќавам на едната колешка преведувачка која што рече дека е таа специјализирана само за реклами. Значи, само реклами преведува и од тоа може да живее. Сега, сосема се други, да речам, контекстите. Значи, таа доаѓа од земја во која што има десетици милиони жители. Значи, и секогаш има можност да се специјализира. Кај нас со самото тоа што не можете едноставно да живеете само од една област, сите преведувачи преведуваат повеќе области, значи тука од една страна тоа може да биде и добро, затоа што некои сознанија од една област може да помогнат во друга област. Кога се устручувате само за една, па малку го губите тој контекст, ама од друга страна се разбира кога еден некој стручен само за една област, па тогаш буквално сите детали ги знае. Што мислам кај нас не знам колку е возможно, така што не знам ни дали треба да се определи однапред кој што би требало да преведува. Но кај нас малку го стекнуваме. Може да се живее и од превод на реклами. И точно се знае кои ги преведува тие реклами. Да, ама ова беше пред 7-8 години, не се сеќам дали стануваше збор за, мислам Германија дека беше, можеби Франција, ама друго е во Германија. Мислам, имате клиенти цело време, со години да можете да добивате само такви, нели таква хонорарна работа, што кај нас не е возможно. Во 2025 година ја добивте наградата Роман на годината за вашето дело Светот што го избрав, и кога ви беше врачена наградата, вие истакнавте: наградите се обврска, јас ја задавам обврската да изнесувам ставови за работи актуелни околу нас и светот. Да, и се обидувам тоа да го правам. Да, се сеќавам дека тоа беше една од работите што ги чувствував и затоа и го кажав тоа на доделувањето на наградата. И потоа се преиспитував секојдневно дали ова доволно го правам. Некогаш ке поминаше период од неколку недели, па ништо не сум напишала и чувствував некоја ете така грижа на совест или гризење на совест, како и да е. И тогаш си се поттикнува. Мислам дека од тогаш до сега, да речеме, гледам да се пројавувам релативно често и за обштествени прашања. Сум објавила повеќе текстови, ова работа на функционална писменост исто така е дел од нешто што е и надвор од книжевноста и што сметам дека е многу важно образованието, така што се надевам дека и понатаму така ќе се придржувам кон она што сум го рекла. Кои се актуелните теми за Малеска во образованието денес? А кои го привлекуваат вашето внимание? Па главно книжевноста, така, тоа ме интересира најмногу, астрономија. Многу сакам и тоа си читам постојано, уште од, да речем, уште од дете и кога сум патувала во странство, секаде каде што ќе најдам на некоја книга или нешто поврзано со тоа, исто така со тоа се поврзувам. Джогинг, така, одење на планина кога можам, тоа. Ви благодарам, Малеска, за интервјуто. Ви благодарам и јас.